Виртуелниот модел Nia Noir стана вистинска сензација на социјалните мрежи собирајќи милиони прегледи и следбеници. Овој случај го вклучи алармот кај експертите кои предупредуваат дека границата меѓу реалноста и вештачката интелигенција станува се понејасна. Феноменат на виртуелната популарност. Иако не е вистинска личност, успехот на Nia Noir е фасцинантен. Неверојатни бројки. Нејзиниот профил на TikTok веќе има околу 2.700.000 следбеници, додека само едно видео достигна рекордни 199 милиони прегледи. Технолошки напредок. Генерираната содржина е толку усовршена што предходните вообичаени грешки сега се речиси целосно коригирани. Како да ја забележите? Експертите укажуваат на неколку клучни знаци, кои откриваат дека ликот е производ на софтвер. Несовпаѓање со заднината, во многу видеа. Ликот изгледа претерано исполиран, додека заднината е статична и изгледа како текстура со ниска резолуција, која не се вклопува природно. Недостаток на микродетали, кај вистинските фотографии, дури и со шминка, се забележуваат ситни пори и детали на кожата. Кај ВИ моделите кожата често изгледа вештачки мазна и пластична. Копирање на движења. Корисниците забележаа дека нејзините танци и облека честопати се идентични со оние на вистински креатори, што укажува на користење туѓи видеа како основа за генерирање на нејзиниот лик. Иако се уште не се знае кој стои зад овој профил, успехот на Nia Noir покажува колку е лесно да се манипулира со јавното мислење. Едукацијата за препознавање на ВИ содржини станува неопходна вештина во дигиталната ера. Јапонија официјално се приклучи на елитниот круг држави кои развиваат оружја со насочена енергија. На војниот брод JS Asuka е инсталиран ласерски систем со мокност од 100 киловати, дизајниран за неутрализирање на воздушни закани во реални услови, технологија на неограничен магацин. Овој иновативен систем нуди стратешки предности што целосно ја менуваат модерната одбрана. Концентрирана моќ. Системот обединува 10 поединечни ласери кои создаваат зрак способен да пробие метални површини на дронови и минобацачки гранати. Ниски трошоци. За разлика од скапите традиционални ракети, цената на еден ласерски истрел е екстремно ниска. Доколку бродот има електрична енергија, оружјето практично никогаш не останува без муниција. Прецизност. Ласерот користи оптички влакна за засилување на светлината, овозможувајќи хируршки прецизни удари врз помали беспилотни летала. Предизвици на отворено море. Иако копнените тестови во 2025 година беа успешни, вистинскиот испит започнува по 27 февруари. Сурови услови. Инженерите ќе испитуваат како морската влага, силниот ветер и нишањето на палубата влијаат врз прецизноста на зракот. Енергетски потреби. За работа на ласерот се потребни огромни количини струја и напредни системи за ладење, бидејќи неговата ефикасност е околу 30%. Иднина, доколку тестирањата поминат добро, Јапонија планира развој на уште помоќни ласери способни за соборување ракети. Со овој чекор, Јапонија го зацврстува своето место меѓу воените сили, како САД и Германија адаптирајќи се на ерата на војување со дронови, каде што брзината на светлината станува најсилното средство за одбрана.